Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Имам особена чест и задоволство да го поздравам во студиото кардиохирургот господин Оксалис Таџер од клиничката болница Систина. Добро вечер. Добро вечер, добре дојдовте. Многу ми е драго. Господине Таџер, вие повтор пат сте овдека со мене. Имавме едно широко, преопширно интервју пред година дена. Но во меѓувреме многу работи се случуваат и навистина е вистинско задоволство кога во областа на здравството имаме луѓе како вас и се случуваат позитивни промени, без оглед дали е тоа во јавното или во јавниот државниот сектор или во приватниот, во секој случај се што е за доброто на народот. Да ве прашам, како сте? Како ви иде работа? Онака неформално. Како оди работа? Добро. Мислам дека добро. Секогаш со поглед напред, за уште подобро и за некоја си иднина, нели? Секако. Треба да стигнеме некаде. Знам дека со вас е вистинско задоволство да се говори надвор и од оние рамки и тука имаме доволно простор. Но ја би ве запрашал да идеме чисто стрикно. Ме интересира вие како кардиохирург, кога прифативте да работите во Македонија за клиничкиот центар Систина. Вие претходно работевте во Израел, каде што кардиохирургијата е на такво високо ниво, може би да се каже дека е меѓу првите 2-3 земји во светот каде кардиохирургијата. Во право ли сум? Да, висок е нивото, многу висок. Меѓутоа, не само на кардиохирургија, на целата медицина. Во сите полиња. Мислам дека има и други полиња каде што е уште понапред. Тоа дава и други полиња, се отварат други полиња на интерес и тоа е нови технологии. И тука има страхотна инвестиција на како се вели, на manpower и на финанси и така натаму. Многу се инвестира во развијање на нови технологии, нови работи. Јас зборам за биотехнологии, не само за Израел е држава на стартапи, нали? Мислам, секој втор човек има некој стартап. Ако нема, тогаш сања што ќе има. Тоа му е сонот, нали? Објаснете го тоа стартап. Стартап компанија. Се раѓа идеја. И таа идеја се развива. Таа идеја се развива. Секој влече некоја идеја од некаде, обично од средината каде што живее, од професијата, најмногу, најчесто. Во медицината има доста многу, да не кажам сите се заинтересирани да направат некој стартап. Значи да измислат нешто, некоја мала ситна играчка, како што кажам, мал гаджет, не знам дали има македонски збор за гаджет. Гаджет го за гаджет, мислам дека. Значи некој гаджет, нешто што ќе направи нешто, ќе може нешто да се подобри, да се отиде уште 1 милиметар понатаму и се разбира има и персонален интерес. Да станеш славен, евентуално и богат и така натаму. И луѓето се здружуваат, има многу, би рекол, како топли градини, не знам дали го преведам точно, кои што се бават точно полни со високи професионалци, инженери, биотехнолози, било што од сите професии, кои што чекаат да дојде Јанко со некоја идеја, да направи нешто. И тоа нешто, овие луѓе знаат да го спроведат во реалност, за тоа што чак и ке го финансираат ако идејата е добра. Од тоа може да се роди некој производ. Не е важно во кое поле и во било кое поле. И од тој производ, од тоа нешто ново, ќе се направи мала компанија, која што ќе добие име, ќе добие лого, ќе добие се што треба. И кога моментот ќе биде многу погоден и ќе се заинтересира некоја поголема риба, секојаш има поголема риба, нели? Која што е гладна. It's always a bigger fish. Ќе дојде една поголема риба и ќе го откупи тој патент, тоа се вика да се направи exit, излез, и тогаш имаме слава, имаме добро стоиме и тој производ по такво или друго име се продава понатаму.
Но сето Еве, тоа да ви дадам пример кога во од- медицината тоа е со бенефит за човештвото, за луѓето. Тоа е со бенефит за пациентите. сите. За сите. Да, специјално за пациентите. Дали они ќе го видат тоа во следниот краток период? Обично не. Зима неколку години, додека се разработи тој патент, дали е тоа некоја нова играчка за катетеризации, катетери кои што може да се водат, за да полесно се имплантират импланти, дали е тоа стент, дали е тоа валвули кои што денес, за листационери кои што денес може и да се имплантираат со катетеризација практички. И тоа зима се повеќе и повеќе замав, тоа се развива се повеќе и повеќе. Да ви дадам еден пример. Еден од кардиолозите во Шиба Medical Center, од каде што во Израел, од каде што доаѓам всушност, како екоист, имаше нека обсервација која што ја разви во идеја и измисли нека нова валвула, која што има некои нови поубави особини. Таа иста валвула ја развија, направија модел. Тој модел беше доста успешен, математички, стимулација на компјутер, го направија во реалност, го имплантираа на животни, свињи се разбира, лабораториски, многу успешно. Од тоа направија подобар модел, го имплантира и на луѓе и се појави фирмата Medtronic, една од најголемите, старите фирми за cardiac devices, го откупија тоа само за $48 милиона, тој патент. Само. Тие пари се разделија на лево десно и јас го гледам, ми викам, добро, што сега? Продолжаш да идеш на работа? Вика, а што? А што друго да правам? Што друго да? Така. Па само тоа знам да правам. Ужива во работата, а како нус продукт, значи и креативност. Да, тоа е една обсервација и така натаму, што е многу во развој. Значи, не само примена на некои нови технологии, туку развивање на нови принципи, пристапи и технологии. И добро, еве, вака кога опишувате, се сеќам и кога разговаравме во првиот разговор, ми кажувавте и за вашиот развој, како вие сте родени тука, вашиот татко е роден тука, вашиот татко е еден од зачетниците на Македонската академија на науки и метности и многу заслужен за развојот на науката, каква таква, колку толку, еден од најзаслужните. Секако вие вашата кариера медицинска ја продолживте во Израел, во место кое може да се нарече нирвана за еден лекар, за еден кардиохирург, иако нели таму се специјализиравте. Да. Што може да го натера човек од едно идеално рајско место за професијата, за работа, каде што има не само работа, не само што е добро платено, туку има и научно-технолошки, нешто што е предизвик, нема за некој човек кој во својата област може да даде нешто повеќе, да дојде во Македонија и да започне нешто од нула. Бидејќи дојдовте во услови каде што во Македонија ние де факто во рудиментиран развој ни беше кардиохирургијата, немавме државна кардиохирургија, се уште немаме, и да се започне еден процес во непознато со нова екипа, нов тим да се постави. Што ви беше, неле, како викат, што ти беше умот од Барселона да заиграш во некој друг тим, еве, да речеме така? Па има тука страхотен креативен момент. Аха, тоа ме интересира. Има креативен момент кој што мислам дека секој нормален хирург би сакал во некоја фаза во која што се осеќа голем, се осеќа широк, се осеќа дека може да направи нешто повеќе од тоа да оди на работа секој ден, да оперира, да гледа пациенти, да се грижи за нив, да се врти во тој круг. Мислам дека може повеќе од тоа. Ова е како мисионерска работа, сакате да ми кажете, кога мисионерите одат да проповедат Божиот збор низ светот? Па правевме една забава така на оделението, ставив едно шешече и црни цвикери, сите веднаш знаеа Blues Brothers. И викам, Blues Brothers, I'm on a mission of God. Па на некој начин да. На некој начин да. И креативниот момент е неверојатен. Мислам, јас лично многу го сакам во било кој подрачје, не само во медицина.
Kreativnost u medicina ne može tek taka nešto da se izmisli, a nikako da se aplicira. I koja se ragijat ideje. Ne može to da se aplicira. Ne može da se aplicira, znači da se eksperimentira. Ne može se eksperimentira. Može da se napravi neki minimalen twist, nešto minimalno, nešto što se bazira na golemo iskustvo, na statistički podatoci, na evidence-based medicine, to što si te zboluvame, ne u poslednjive 20 godine veke. Evidence-based medicine, znači ne može ništa da se napravi, ne može nikakav čekor revolucionaren tek taka da se napravi bez dobro, da se promisli, da se bazira, neko što treba se eksperimentira na životni pred da se napravi neko čekor i taka na tomu. Međutim, to je jedna kreativnost. Ima druga kreativnost. Kreiranje na odelenje tamo kada što kreiranje na jedno odelenje, na jedan sistem koji što funkcionira, kada je kardiohirurgija high level, advanced cardiac surgery, vo vakuum. Ne, to je interesni moment. Ne razumijem. Pa na mjesto kada što nema. Od x pričini ne se razvilo ništa. Zašto ne se razvilo, ne je važno. Znači što treba se razvije i jedno odelenje koje što funkcionira i koje što ima oprema. Ostava jedno napredno tehnološko društvo v Makedoniji, kako beše to? Rudimentirano? Rudimentirana forma, da rečeme. Pa rudimentirana, pa ruda ima, pa i rudimentirana. Ne, rudimentirana osnovna, bazična forma, ne je razvijeno, ne je visoko razvijeno v ta smisla. Pa dobro, ne je ova baš, ovo je siva zona malko, međutim ako idemo do odelenja, to vidimo odelenje koje što tehnološki se meri so bilo kao odelenje bilo kada. Evropa ili Amerika, da kažem. To je drugo. Sad ne je važno privaten sektor države, isto mu se fake na kraj. To sve može da se donese ovde. Lugeto. Akcente na lugeto. Kreativni od momente personalno da se digne na nivo, da se trenira točno u ovoj smer, da postanat kardiohirurzi, anesteziolozi, perfuzionisti i така натаму, koji što работат po site pravila na igrata, po evidence-based medicine, po kako se veli guidelines na American Heart Association ili European i така натаму, koji što funkcionira odlično, koji što se igruvat kako tim i može da se sprotivstavat na bilo kakav challenge. Ne je rabota da se predizvik. Ne je predizvik od toga. Predizvik od je sušnost pacijent, koji što je težak, koji što je strašno težak i može da se sočati i može da mu pomogne, da mu da dobro rešenje. Jedno podprašanje. To je kreativnost na ovoj proces. Se sočuvate li, na primjer, so slučaji kada što, velite, neka niti je poželjno, niti sme da se eksperimentira. Dodeka jedan zafat, princip, pristup, priod, tehnologija se vovede u jedan slučaj. No, da li to se živa materija, nijedan čovjek nije potpuno ist. Vi možete da stavite jedna ramka kako će rabotite, no koja već dođete do dopir, бидејќи кардиохирургијата може би една од најделикатните медицински зафати воопшто, која ќе дојдете во некоја ситуација, одеднаш имате на терен, имате состојба која едноставно никаде не сте ја сретнали. Дали тоа се случува? Да. Дали во тој што во тој момент, еве, немате правило, немате тогаш во тој момент, што се презема, како? Ова е голема тема. Да? Да, така, мислам, голема тема. Што вадиме алгоритми? Животот на еден хирург е преполн со ситуации кои што треба да ги реши. Разни ситуации. Ситуации кои што еден дел е пациентот, ткиво, живот, фамилија, способност собствена, dexterity, što možeš da napraviš za toliko i toliko vreme. Vreme, kardiohirurgijata ima nekoj si vremenski limit. Ne može večno da ostaviš pacijent na mašina, na ekstrakorporalna cirkulacija. Ne može večno, ima limit koliko vreme može da bide srce to stopirano, da može da se rekonstruira, da se napravi to što se pravi i tako na tomu. Znači, algoritam je mnogo kompleksan. Колку човек може да издржи без срце на машина?
вештачко срце, например. Не знам, веќе кога го спомнавте, ми дојде. Па да кажеме, после 6 часа почнуваат проблеми. 6 часа, да. Едноставно После 6 часа. организмот не може да функционира без природно срце. Да, не е само не е заради срцето толку колку што е заради разредувањето на крвта, антикоагулација и така натаму. Метаболичните процеси се порелевантни, меѓутоа да може, ова не е сосема точно, бидејќи да може од екстракорпорална циркулација пациент да се преведе на assist device, да кажеме, на една пумпа која што може да биде надворешна, внатрешна и со тоа да продолжи понатаму. Не е тоа толку едноставно и просто како што звучи, ама тоа е принципот, така да може и со механичка потпора, да кажеме, со центрифугална пумпа, која што денес е многу малецки, и може да живее доста долго, да кажеме неколку години. Меѓутоа зборувавме за ситуација, нели? Вратете се за ситуациите. Алгоритмот е страхотно комплексен и тој се гради со многу години искуство и живот во живење на разни ситуации. И ваше и светско. Наше, светско, од моите учители. Нели, сите хирурзи имаме приказки, ловечки приказки ги кажувам, мојата риба беше толку голема која фатив, нели? Ама ќе дојде друг ловец ќе каже, мојата беше толкава. Така, не? така, Сите имаме такви приказки. Поединачни индивидуални случаи во кои што екстравагантноста на ситуацијата диктирала да се донесе некоја нерегуларна одлука. Нешто што е сосема во друг смер, да кажем. И тие случаи се тие кои што не учат, ги памтиме, тие ни влегуваат некако во архитектурата во мозокот и тие помагаат во некоја XY ситуација да знаеме доста брзо што да одлучиме. Например, еден од факторите е времето е лимитирано, значи мораш да знаеш твојот собствен dexterity, дали имаш две леви или две десни раце или како тоа, да знаеш што можеш во колку време да направиш. Дали е се ова што книгата вели дека би било добро да се направи, дали можеш да го изведеш. И ако не можеш ти, може да може друг. Викај помош. И така натаму, значи алгоритмот е комплексна работа. Треба да знаеш што можеш, што не можеш, што се може, какви се опциите, кој е пациентот, колку години е, машко, женско, како фамилијата, што си му обеќал. И така натаму, и така натаму. Okay. Знаете што, премногу е сложено да можем и ви благодарам што го употребивте математичкиот израз алгоритам кој прикажува сложени комплексни операции и единици кои инкорпорираат мал милион детали и едноставно правило нема дури во кога ќе ги направите сите диагностики, кога сте убедени дека точно тоа и тоа, па сепак има тоа некоја специфика. Ме интересира еве од технички аспект пред да идеме од човечки. Ве сватив дека предизвик е за еден кардиохирург кој во исто време не е само оперативец, туку е на некој начин човек кој мора да биде авангарден, да бара, да истражува, да измислува, да биде креативен, но во друга страна мора да се потпира и на тим, но мора да се потпира и на технологија. Сега доаѓате од место каде што технологијата навистина можеме да кажеме едно од, и самите рековте, самиот врв во светот. Но ме интересира дали ги имате тие услови овде? Дали вие се чувствувате комотно со вашиот тим да ги преземете сите можни мерки, зафати, да идете напред баш онака како што и некогаш сте работеле во вашата матична земја, да. Добро, да кажеме, може да ги немаме баш сите можни технолошки гаджети. Меѓутоа имаме многу голем дел. Имаме експертиза, која што јас се носам со себе, тука некаде.
која што ми дозволува и нешто и да се импровизира. Не мора се да биде dedicated за нешто направено специјално за тоа или специјално за оно. Некојаш може да се направи комбинација од постоечи работи, да се искомбинира нешто трето. Тука имам јас збор, така да практички имаме се што е потребно. Има многу малку работи што ги немаме, меѓутоа тие се поврзани со страхотни финанси и тоа е нешто повеќе од едно одделение, од една институција. Тоа е веќе ниво државен, би рекол. Нели? Јас зборам за, да кажеме, за вештачки срца, трансплант програми и такви работи. Ова е веќе друг левел на... Тоа веќе не зависи од вас, тоа е веќе едно обштествен пристап. Да. Так, размислували, вие сте во рамките на Систина е во рамките на Ачибадем. Значи, не знам како да наречам, ланец, комплекс, систем, конгломерат на болници, каде што не е тоа само давање услуги, туку и развој и научен пристап и така натаму. И сите тие ресурси вам ви се на располагање, така? Да, меѓутоа тука има момент на граница и има момент на финанси. И кажувам, ако веќе станува збор за, да го кажеме, вештачко срце, тоа не е баш термин кој што е многу така. Но вештачко срце, тоа е една скапа работа, скапа процедура. Пациентот е скап. Држењето на пациентот. Со сите работи. Не е тоа само да се имплантира некое мало апаратче како ова кој што се врти таму внатре, него е многу повеќе од тоа. Нели, потребна е грижа за тој пациент и за неговата фамилија, каде се наоѓа, потребни се амбуланти каде што ќе има слободен пристап и ќе може секојаш да го помнат и така натаму. Значи, тоа е една комплексна структура. Не може Ачибадем да и со таа експертиза која што имаат они со нивниот систем да влијаат овде во Македонија. На целото општество, на здравствениот систем. Рековме, тоа е на општествено ниво, тоа е здравствен систем, така да тоа е нешто друго. Добро. Па се надам тоа, работите се сменуваат. Јас сум овде веќе 2,5, скоро 3 години и има напредок, има промени и така натаму. Задоволни сте од тие промени, задоволни сте од тимот? Никогаш не сум задоволен. Никогаш не сте задоволен? Никогаш не сум задоволен ништо. Секојаш сакам повеќе. Да? Да. Сега спрашувам за вас, знаете како ве викаат вашите колеги низ болницата? Не знам. Дека сте како доктор Хаус. Значи, саркастичен, арогантен, свезнајко и бара од сите да бидат исти. Максимум, ги цедите. Па не би рекол, меѓутоа, јас сум доста либерален, мислам. Доста либерален, меѓутоа, правилата на играта, зборуваме медицина, некои од правилата, па да не кажам скоро сите, се железо и нема кршење. На никакви правила, ништо. Само така се успева. Да бидеме конкретни. Нивото на кардиохирургија, кое го применувате во Ачибадем Систина, кои зафати, од каде почнавте, до каде сте стигнати сега и кон што се тежне да се пристигне? Океј. Почнавме од стандардна кардиохирургија, би рекол, нели, на возрастни, адултна кардиохирургија. Почнавме со првата операција беше бајпас. Коронарен бајпас и продолжуваме со коронарни бајпаси. Зар се уште има потреба за, нели со стентовите се надмина таа потреба, се уште има таа потреба за коронарни бајпаси? Да. Се уште различно е во различни држави. Заради генетската структура, заради многу фактори, заради генетската структура? Па да. Нели, има држави каде што има држави каде што, на пример, Финска имаше страшни бројки на коронарни заболувања. Ескимосите, тие кои што немаат коронарни заболувања, имаат холестерол 300 и наголе.
И така се откри омега и што јадат всушност. Од таму дојде модата за омега. Не разбирам. Не ли? Чекайте, Се моце. разбира? Не. Ја ве разбирам, ама треба гледачите да ве разберат. Они знаат све. Зошто во Финска такви фрапирачки бројки од Страхотни бројки. генетска предиспозиција за такви срцеви заболувања? Што предизвикува, например, прво потреба за бајпас, за коронарен бајпас? Потреба за бајпас? Да се примени. Што се случува со срцето па доаѓа до таква Тоа е колапс на вените кои го хранат. Артерите кои што го хранат срцето. И поред тоа што крвта тече низ срцето, Така? таа крв поминува доста брзо и не може да му даде доволно кислород и стентот тука не така помага? натаму. Затоа срцето има собствени артерии. Тие артерии го хранат, меѓутоа атеросклеротичниот процес, кој што знае да ги зафати тие артерии, ги запушува. Протокот станува послаб, побавен, помала количина кислород и се останато стигнува до мускулот и се појавуваат болки. Специјално при промена на некоја ситуација, например напор, например психички напор и така натаму. Кога е диагнозата таја, или тоа место ќе се расшири, ќе се постави еден стент за да не клапне, да не колабира, да крвта може да тече, или ако тоа не е возможно, или е направено, ама стентот се запушил, тогаш ние ставаме бајпас. Значи, прескокнуваме местото каде што е стесната артеријата и ставаме некој друго цевче, друго артериче, да даде крв таму кај што треба на мускулот, нели? Зад местото каде што крвниот сад е затворен. Па тоа дали ќе биде артерија од градниот кош, дали вена, дали друга артерија, не е важно. Тоа е целата идеја. Да дадеме кислород и храна на мускулот на срцето, кога ја нема доволно. Но изненадувачки е за мене, непознато, може би за другите е познато, се извинувам, ја сепак сум аматер во познавањата на ова, сосема новинарски површно ги познавам овие работи. Се работи за тоа, ми изненади дека на различни места, бидејќи го спомнавте, значи одредени народи и генетски предиспозиции имаат од местоположбата, начинот на исхраната и за такво нешто. Но ги спомна, еве за финците. Дали е тоа само генетски или заради начинот на живот, исхраната и така натаму? Предпоставувам има луѓе кои живеат здраво, па сепак им се случува тоа, значи. Точно така. На вистина, ова е шокантно. Точно така. Финска, значи, има страшен број на бајпаси, на сите конгреси кога се гледаме со Финците се главни. Статистики неверојатни на многу висок инциденс на коронарен бајпас и воопшто на интервенции на коронарните артерии. Добро, денес пропорцијата е променета. Балон, анджиопласти и стентови се во голема мода, меѓутоа си има лимитации. Се разбира дека има и сива зона, каде што е можно да се направи едно и друго. Кај диабетични пациенти и помлади се уште стентовите не се баш добро решение, така да меѓутоа коронарен бајпас се прави на сите возрасти. Прашањето беше како почне. Почнеме со коронарен бајпас нормално, меѓутоа многу брзо јас бев спремен за валвуларни болести, бидејќи мислејќи дека подрачјето е така, малку не рудиментирано, него малку по-неразвиено, бидејќи јавната медицина можда не стига на хај левел насекаде, дека ќе има валвуларни болести. Повеќе и навистина ги има доста. Така да имаме огромна количина на пациенти со валвуларни залистоци. Дали од старост, дали од инфекции, дали од што и да е. Дали е кај нас тоа нешто генетски почесто од што вообичаено? Можеме да карактеризираме нешто кај нас? Не, мислам дека не е многу тешко да се каже. Па се надам за уште неколку години, кога ќе имам поголема маса пациенти, ќе ги прочешнеме малку податоците да видиме што се случува. Интересно, секако. Јас водам некој датабейс. Водите датабейс, тоа токму така. Кој што се надам ќе го така електронизирам до крај и ќе може лесно да се барата со тие бројки, да се види што и како. Меѓутоа големи бројки на валвуларни пациенти. Пристапот кон овие валвули правиме многу поправки, реконструкции.
се трудим да ги začuvаме природните залистocи кога е тоа возможно. Јасно. Има многу техники, многу начини како да се имплементира. Јас употребам тоа што е најстандардно, така познато, најдобро, да кажеме. Нели, нешто што има многу статистични податоци, evidence-based и се знае, ако направиш така и така и така, резултатите кои што ќе очекува се такви и така. И тоа е нешто основно, кое што е многу важно, бидејќи тоа е сршта на разговорот со пациентот, на кој што му обеќаваш нешто, нели? За односот со пациентот ја би сакал посебно поглавје да посветиме во теков на разговоров. Значи, започнавте ете со тие, дали сложеноста на зафатите, како се развиваше вашиот тим и технолошката опременост која предпоставам дека тие два фактора се клучни покрај, бидејќи самото ваше знаење не е доволно за сложени зафати. Дали веќе влегувате во сложени зафати каде што сте задоволни? Кои се тие? Многу сложени. Добро, Па само денес имавме два такви. Кажете. Многу сложени, значи поправките стануваат се по и по-комплексни на залистоци кои што од почеток правевме залистоци замени. Поправките следеа многу брзо после тоа, кој ги добив сите материјали кои што се потребни, технологија и знаење. И тимот станува се подобар и подобар. Нема дискусија тука. Така да со нивна помош се повеќе и повеќе правиме поправки, почнавме минимал инвезив со мали резчиња, замени и поправки на залистоци со минимален пристап, така да помалку траума за пациентот. Значи, кога зборите со минимална стручно, како се изразивте? Минимал инвезив Предпоставувам тоа, значи, бидејќи кога ќе се каже операција на срце, ние замислуваме она најпримитивното отворање на грдниот кош. Да. Буквално. Па и ова отварање на грдниот кош, ама едно по-мало резче, помалку травматично. Да, вело дека организмот многу по-тешко прави рекавери, се заздравува после самото отварање на грдниот кош е многу стресно било за целиот организам. А ваквите ја олеснува целата состојба и заздравување на срцето и целиот организам. Ја олеснува, точно е. И поелегантно е. После на плажа, На плажа. Менталитетот се, да спомнеме малку и менталитетот. Како рековме, беше зборот, табиет. Менталитетот, види, кај мене малецко. Да. Јас сакам така. Порано, како помали се ги меревме од слепото црево, кој каков рес има, така? Како доаѓаме околу 500, си мериме веќе... Си мериме други работи. Океј. Тој момент и поелегантно е, и што е поважно и помалку травматично за пациенти. Од друга страна, јас лично имам така personal interest, што се вели во хирургија на аорта. Тоа е нешто што просечен хирург малку и му е страв, бидејќи така доста крвава работа, знае да биде доста опасна, има смртност, има компликации. Што е тоа? Кажете го, објаснете. Па главната аорта, главната артерија, главната магистрала. Што со неа? Што се прави? Таа знае да пукне, да се скине, да се парчоса. Како? Природен начин, на природен начин, додека таа расте, пука или едноставно една криза на висок притисок може да ја закине на едно место и ќе се раскине целата и така натаму. Од тоа сумира доста брзо, нели? Процентуално. Може некој да биде спасен од такво нешто? Да. Може? Да. Сте имале случај овде кај тоа сте го спасен? Вчера последниот. Жив, здрав. Како успеавте од тоа да му се случи? Па се случи и толку брзо да интервенирате. Да, и мора брзо да се дира. Тука е целата тајна. Тука ние сме важни, нели, многу важни. Сакаме да биде важни. Меѓутоа многу е важно системот каков е, дали ќе го разберат, дали ќе го диагностицират, дали ќе посумњат на тоа, дали ќе се посомнева дека може да има кинење на аортата и да брзо да го стават на некој транспорт. И го спасите пациентот? Да. Ги имаме доста такви. Така да, тоа исто,
како се викаше, challenging surgery, која што е Па тоа е нешто... Јас многу ја сакам, лично, бидејќи... она кога брзо треба да се реагира, брзо да се... Да. Како во ER. Па, да, има нешто. Точно така. Од emergency room, интензивна нега. Зошто интензивна? Бидејќи нема лифт директно во сала, мислам. Многу просто. Интензивна нега кај нас. Го спремаме и влегува во сала. Морам да признам... Нарачуваме крв по пат и така натаму и реагираме многу брзо. Тоа е единствениот начин да се спасат овие пациенти, бидејќи нивната смртност е 1 до 2% на час. Per hour. Значи 48 часа, 2 дена, 95% не се живи веќе. И Браво. да, ако не се оперираат. А оние 5% што ќе останат, Така. Драматични се овие работи за кои се говори, но дава голема надеж. Дава голема надеж де предпоставувам ова е една од најтешките и најрадикални заболувања и случувања што може на човек да му се случи. Да. Така, ова не е некое тешка правило животно загрожувачка ситуација која што хирургијата е единствено решение. Има други сегменти на ортата каде што не треба да се пипаат пациентите, треба да се одржуваат во добри услови, значи со низок притисок, да бидат мирни, да одлежат и да се прати таа орта како и што се случува. Меѓутоа, ова што се случува во овој дел овде, или брзо реагираме, или ништо од сето тоа. Така да не успеаме со сите, меѓутоа е во главном да. Ќе ве прашам, значи останува на страна да ве прашам за тимот, останува на страна да ве прашам за превенцијата. За превенцијата, ме интересира за други зафати. Дента кога се сретнавме јас и вие во Систина, јас бев на некаков преглед, се видовме, направивме разговор, а после вечерта читам дека вие имавте многу сложена операција врз дете, врз млад човек. Се и мене не ми текнуе зашто беше некоја... Новините пишуваа дека е тоа прва операција од таков вид кај нас, многу сложена и така натаму, и така натаму. Ова сега па отвора една друго прашање. Не знам што било. Тоа толку ви поминува да вие не му придавате многу драматична значење. Доста сложени работи. Јас почнав да рекреирам некои операции кои што D-Master е во Торонто, Тајрон Девит, и од него научив неколку работи. Има многу така луѓе од кои што од секој по нешто зимаме, нели? И така да знаеме да третираме инфективни заболувања на залистоците, кои што некојаш, да, мислам... Да не идеме во детали или сакате да идеме во детали? Heavy duty surgery. Некојаш кога треба се да се замени, се да се извади, специјално на оперирани пациенти кои што имаат некој вештачки залисток. Инфекција на срце може до толку да го уништи срцето, сакате да ми кажете. Па не срцето, него залистокот, аортата, се да се распадне. Прашање на време кога пациентот ќе умре. Со или без антибиотици, па чак и ги третираат, нели, јасно е дека некоја инфекција, па се почнува со нешто, некој по-примитивен антибиотик, поедноставен, да кажам, па после нешто посложено, па во вена, па се лежи овде, па се лежи онде, па диагноза има, нема. И некојаш треба да се направи многу така рискантна реконструкција. Практички срцето да остане без аорта, без ништо и полека се да се изгради. Баш денес имавме една таква. И мислам, целиот тим околу мене кој што не очекува дека до толку далеко може да се отиде, до толку длабоко може да се влезе во цела работа. Мислам дека беа одушевени дека се они дел од тоа и гледат нешто дека sky is the limit. Тоа е тоа. Што направивте? Што се случи? Па се случи дека се распадна една цела конструкција претходно направена кај пациент од инфекција, која што веројатно доаѓа од заби непоправени или од некој фокус. Недетектирана, неразбрано на време што се случува. И кога веќе станува збор за умирачка, одиме во операциона сала, распрчасуваме се, вадиме се, останува срце, нема залисток, нема нигде на што да се зашие, да се измисли некој начин како да се адаптира ткиво. Тука малку креативност има во тој момент, како да се реши оваа ситуација, со каков материјал.
Nemame banka za homografti, znači aorti, zalistoci, rezervni delovi od human cadavers, od human... I kako se snađate? Vadite od noga, pretpostavljam? Autologno vzimame parčinja od ovivkata na srce, od tuka i od neja pravime novi konstrukciji, dodavame veštački zalistoci, Koliko traje to zahvat? Pa jedno 4-5 sata možda. To je to. Možem da zamislim koliko je iscrpuvačke stresno i za vas i za, no, posebno za pacijentot i adrenalinot i endorfinite što hirurgot i cijeli tim gi dobivame, ne drži strahotno. Tak. Сега pretpostavljam дека pacijentот se čustva dobro, recovery? Da, mnogo dobar. Ке го биде? Da. Ке има нормален живот? Da. To je ono ključното prašanje. Da, тука влегуваме во однос пациент-доктор. Тоа е голема тема. Ке разговараме веднаш, да направиме една кратка пауза. Многу возбудливи теми поразговаравме. Уште сакам да поразговараме за тие зафати, докаде. Сакам да дознам докаде пристигнавте и разбрав докаде пристигнавте, докаде тежнеете и што е целта на вас и Систина во кардиохирургијата да се постигне. Но веднаш по рекламите. Повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3. Гостен во студиото е доктор Салис Таџер, кардиохирург од клиничкиот центар Ачибадем Систина. Господине Таџер, едно не е интересно прашање, но е клучно прашање. Често пати тоа е едно од трагедијата на живеењето наше на кое ние сме навикнати. Кога ќе дојде момент на безнадежност, барем така беше и со моите родители, ми ги вратија, чувајте си ги дома. Да си ги последните мигови и така натаму. Значи, ја не сум почувствувал, знаеш, да се борбата до крај за живот. Иако е изгубена, знаеш дека ќе изгубиш, ама човечки е да се бориш до крај. Дали едноставно доаѓате, отварате и имате распад на системот? Еве, во меѓувреме, ја не знам, не ни разбрав, вие разговаравте со ваша на интензивна клиника, сега на интензивно се јавивте со вашите колеги, користите изрази кои, не знам, 3 години ќе ми треба да разберам што разменивте вие податоци во овие 2-3 минути. Плюс специализација. Што е 5-6. Говоревте за пациент кој е во позни години. Ја слушнав 88 години пациент. 80 нешто, да. И се борите и... Како не? Се гуши таму. Валвуларна болест, која што не ја разбрале, не ја третирале. Можда не келе, не можеле, не е јасна ситуација. Пријавме таква жена. Не може да дише, ќе интубираме, ја интубира во овој момент. Ќе промокри, ќе ја средиме, ќе ја стабилизираме. Утре или други ден ќе влезе во сала, ќе смениме и ќе средиме залисток и ќе ја биде. Мора да ја биде. Значи, борба за секој пациент до крај? Да, до крај. Кога изгледа најизгубено. Тој момент... Мислам дека кај кардиохирузи тоа е доста развиено, доста така. Јас доаѓам од школа или од однос во кој што не ги даваме пациентите на анестезиолози или на интензивисти, да ги кажеме, по интензивни неги и овие не ги чуваат пациентите. Јас сум живеел секојаш сум трениран сам да си водам сопствена интензивна нега и јас сум сопствен интензивист. Јас го знам пациентот што се вели inside out, од натре надвор, све. Јас сум бил внатре, оперирам, правам, реконструкции, не е важно што, и знам и да го водам. Знам секој мал детаљ како и што.
нели? Затоа многу лесно кога така алгоритмот комплексно е развиен, нели, многу лесно се пратат и по неколку пациенти истовремено во интензивна нега со милион параметри. Не е тоа проблем. Еднаш кога знаеш, е лесно. Мислам, лесно иде. И знаеш секојаш да кажеш, ова е работата, тоа треба да се среди и пациентот ќе напредне. И така да, велам, кај кардиохирург е тоа развиено. Анестезиолозите го имаат исто така, бидејќи они исто така се инволвирани во постоперативен третман. Јас имам анестезиолози на оделењето, кои што заедно со мене од прв ден ги тренирам да го имат мојот однос до пациент. Нели? Да му дадат се. И само така може да се напредне, иначе не. И тоа се случува, така да не се важни годините, не е важно практички ништо. Ако веќе паднала одлука врз основа на диагноза и веќе нудиме нешто, некој третман, мора да го изведеме до крај, нели? Иначе подобро да не правиме ништо. Имате ли лимит, на пример, да примите пациент минимум години, максимум години? Не. Минимум години, да. Уште не сме во таа фаза и за тоа ќе кажам некој збор, Кажете, повелете. Максимум години не. Па станува збор за деца, дечја хирургија, педиатрија и така натаму. Бидејќи Систина конечно во суштина она и започна како гинеколошко-акушерска клиника и таа најмногу години и се развива и пред да влезе во системот на Ачибадем, се развиваше нели пред се педиатрија, гинеколошко-акушерска и така. Да, ова е друга и поред тоа што се осеќа некоја близина, не е баш така. Не е баш така. Нели? Педиатрија и педиатриска кардиохирургија е многу ба работа. Тоа ми беше еден дел од мојот тренинг. Место да стана педиатриски хирург, на крај не се вратив, него си продолжив со адултна хирургија, меѓутоа дечиња оперирав доста во нешто помлади години и можеби ќе се вратиме полека. Што е потребно за такво нешто да почне? Бидејќи кај нас нема дечја кардиохирургија. Па нема, сака да организира секојаш нешто се прави, се комбинира. И ние почнавме така на нешто поголемки дечиња. Дали е тоа нешто кон што тежнеете сега? Да, јас мислам дека ќе се стабилизираме уште повеќе и ќе може да отидеме во next step. Нашата интензивна нега да биде оспособена за помали пациенти. Она е способена и сега, меѓутоа треба уште малку повеќе искуство и така натаму. Колку е најмладиот пациент што сте го оперирале кај вас овде? 10 години, мислам, 10-11 години. Не, тоа уште не е таа вистинска возраст, бидејќи педиатриската хирургија оди денес се порано и порано. Нели, срцевите дури во утрова. Па дури во инутеро, многу ретко, многу малку процедури се прават. Всушност има само една болница која што сериозно ги прави во Торонто, нели? Вашиот гуру? Не. Не? Не. Пошто го спомнавте дека имате тоа е во друга, тоа е во Торонто General, ова е во Hospital for Sick Children. Excuse me. Како и да е, нели, они прават некои интервенции, тоа е многу лимитирано. Но педиатриска кардиохирургија, јас мислам дека полека ќе навлеземе и во тоа. Јас би сакал само на гледачите да им кажам дека за разлика од оние емисии вообичаени со јавување и со директен разговор, јас сепак не би сакал да го идеме тоа ниво, но бидејќи мислам и не би биле толку ефективни. Она што можам да ви предложам, почитувани гледачи, е на мојот Facebook профил, кој е сега отворен, може и режијата да го прикаже мојот компјутер. Оставив простор. Еве, повелете прашања за доктор Сали Стаџер, кардиохирург од Систина, ќе се обидеме да ви одговориме на некој. Вака, ја не знам колку ќе има интереси, колку ќе има прашања. На некој ќе одговориме, на некој што не може да се одговори, ова бидејќи е јавно и има секој пристап, дали вие и вашиот тим ќе може да
да искомуницираат. Вие повелете, ако сметате, оставете некакви податоци, имейл, телефон, сигурно ќе ве контактираат од тимот на доктор Салис Таџар и можеби ќе можеме некому да помогнеме. Многу е тешко моментот да... Дозволете ми малце еден вовет. Многу е тежок моментот да човек се осмели да отиде да рече преглед на срце. Ние се стегаме кога само стетоскопот ќе биде ставен кај нас на општи лекар, а камо ли да идеме на некои посериозни истражувања. Тоа најчесто доведува и тоа мислам дека е ментален склоп. Мислам дека луѓето додека не им дојде крајна ситуација, ретко Кои се најлошите пациенти? Кои? Лекари. Докторите. Таман работа. Таман работа мене еко сега да ми прават. Кој знае што ќе? Дај ми еко да ти направиме и дај ми крвна слика одма да видиме како си. Нема проблем. Еко ја и сам си правам. Сам си Да. правиш. И се тешиш, добар сум, сум видел и полошо. Да, сум видел многу полоши. Затоа најлоши пациенти. Оно што морам да го признам, рековте една клучна работа е многу важна. За да се спаси, кога зборевте за пукање на аорта, каде што животот е многу во опасност и така натаму треба многу брзо да се делува, тогаш рековте дека е многу важен системот на третирање и на следење на пациентот. А ја ќе кажам, сакам само еден пример да кажам, за една позната јавна личност која случајно иде да го прегледа стомакот, бара интервенција заради гастритис и му се открива дека додека они го третираат во комплетно се прави преглед на пациентот, иако дошол само за гастропроблеми, му се открива дека покрај гастрото проблем човекот е во инфаркти, за 2 часа му се врши стент и така натаму. И сето тоа е благодарение на еден добро поставен систем како се третира пациент, дури најбенигнен, значи кога веќе знаеш дека е, например, гастритис во прашање, сега нели, вулгаризирам, гастритис во прашање, сепак се прегледуваат сите можни други елементи за да се елиминираат и да се остави на чисто. И тоа е систем кој го очекувам во филмови, во најсовршени болници, во најсовршените земји, да речеме сега, нели, парафразирам. И кога тоа кај нас така се случува, мене ме радува и тоа е за поздравување. Мислам дека токму тоа во суштината. Не само вашето знаење, не само гаджетите кои ги имате и средствата кои ви се дајадени, туку начинот на кој се менаџира целата болница и се третира пациентот од сите аспекти, па дури и човечки. Пациентот тој што дојде, прво не сакаше ни да прифати фактот дека има инфаркт, па со еден човечки однос, со разговор, со убедување, со повеќе стручњаци, човекот едноставно ја прифати состојбата и реалноста за да продолжи. Интересен пример. Многу интересен. Да, мислам тој нема гастритис воопшто. Да. Него има инфаркт на десна артерија, десна коронарна артерија и таа дава болка овде. Мене ништо не ми е, нели? Па стомак. Каков стомак. Добро, Каков стомак. Ова е многу често. Само докторите кои што се бават со треба да размислат, нели, да видат овој млад, овој не е млад, овој млад, ама има риск фактор, нема риск фактори. Овој е млад и позамашен. Има фамилиарна анамнеза и така натаму. Има многу, нема крај на тоа. Меѓутоа да, со еден збор здравствена заштита, нели? Здравствена заштита, целиот систем, дали ќе го прифати пациентот и ќе го доведе до брза диагноза и брза реакција. Кажете ми, значи, едно од целите кон кои се стремите, рековте дека е детската кардиохирургија. Меѓу другото. Има една работа исто така која е еден од најсложените зафати, тоа е трансплантацијата.
до каде сме, што е ние како општество нам ни треба и дали вие како болница и како тим сте подготвени и за такви евентуални запати? Дали сме подготвени? Да. Трансплантација на срце има еден неверојатен момент. Кога се вади срцето на реципиентот и градниот кош останува празен, нема ништо во него, и се става друго срце. Тоа е една слика неверојатна. Меѓутоа, трансплантацијата на срце е оперативен захват, кој што е релативно едноставен и е само еден дел во целиот во целата, како се вели, во целиот ланец на што е потреба да се направи. Бирањето на донор, одржувањето на донор, поинтензивни неги, еко да се диагностицира, се провери тоа срце дали може да биде. Тоа не може само една болница сама да го направи, тоа мора делот целото еден огромен систем. систем. Самиот акт на трансплант е операција. Вие ќе ја завршите, тоа не е проблем. Се шие овде и овде, се поврза срцето, се активира и така натаму. Е многу специјално нешто, многу специјално чувство кај целиот тим, неверојатно чувство и така натаму, кај целиот персонал кој што инволвира. Меѓутоа, најдовме донор, па го држевме тој донор, па го прогласивме за донор, па го проверивме тоа срце, се направи еко кое што е 100%. За каде зборите ова? Па кажам еве тука, да кажеме Македонија. Така, и тоа фиктивна еко ситуација треба да е, зборите. да, и Добро? тоа еко треба да е 100%. Тоа срце треба да е добро проверено, јасно. Профил на вируси, на бактерии, на се. Крвни групи, мечинг, ќе најдеме реципиент, на реципиентот треба да му објасниме што ќе биде, како ќе биде, зошто ќе биде, треба да дали му обеќаме нешто и тоа треба да го исполниме. Следи операција, следи постоперативен период, потребни се лекови, специјални лекови за да се спречи rejection на трансплантираниот орган на срцето, за да пациентот го прифати тоа срце. Тој треба да живее со тоа срце, да кажеме дека се ќе оди убаво. Тој пациент треба и понатаму да продолжи да му зимат биопсии. Преку вената овде се влегува со инструмент да се земе биопсија од срцето, да се види каков е статусот, rejection, нема rejection, терапијата да се штима према тоа. Е еден комплексен процес во кој што е потребен цел тим од кардиолози, од патолог, од социјални работници и така натаму да се одржува еден таков пациент во живот и да има бенефит од тоа. Така да тоа не го гледам баш многу како некоја скора иднина. Тоа што да гледам како поскора иднина е употреба на гаджетс, на центрифугални пумпи, кои што мислам дека срце? Да. Кои што мислам дека сметате дека попрво тоа има шанса дошто овој сложен морално, етички, технички систем? Да, мислам дека е поедноставно. До каде е науката, медицината со развој на вештачко срце и така натаму? Па на примитивен ниво, ама направен со најмодерна технологија. Затоа се е миниатурно, телефоните не бе едни црни големи. Веќе нова генерација не знаат ни што е тоа. Да го носиш, да го пријател мој што имаше, да се насмееме малку на туѓа мака, пријател, мој колега, има пейсмейкер. Но пейсмейкерот, додека го чекал првиот направен од НАСА, да се направи, користеле руски. Значи, зборам во 70-ти години. Вика, тоа ти вика, имав две жици во срце и една машина покрај мене, вика, како кутија за исправја, кутија за кондори, вика. Дрвена, со шрафови. Да, и буквално, вика, лежиш, спиеш, се будам уморен, испотен, вика, нема регулација на пулс. Толку, 80 шиба. Буден спиеш, вика, 80 цепа, вика тоа. Па, како се разви преку ноќ, што се вика сето тоа. Па еве го спомнав и стентот. Зошто не вршиме ние такви операции не на стент, на пейсмейкер, се извинувам?
Пейсмейкер? Јас зборев за пейсмейкер. Пейсмейкер, се монтираат пейсмейкери, како не? Се монтираат ке вас Тоа е- пейсмейкери? Да. Тоа не го знаев, ме интересира. Добро. И во Ачигледем Систина, и во клиничкиот центар. Пейсмейкер, electric pulse generator, кој што дава ритм на срцето. Има и многу пософистицирани пейсмейкери. Не сум информиран, се извинувам. Нели, кој поради што тоа. Како е? еден дел од пейсмейкерите всушност се помош на овие кои што имаат слабост на лево срце. Се прави ресинхронизација, тоа е доста поскап пейсмейкер, поскап гаджет, по висока функција има, нели? Електроди поскапи и така натаму, може и тоа да помогне. Меѓутоа темата беше од гаджетите центрифугални пумпи, Да. тоа е пумпа која што може да се имплантира, кардиохируршка процедура, не е комплицирана, се вади кабел надвор од кожата, има начин како да се направи тоа и со таа батерија, како пейсмейкерот, меѓутоа оваа батерија може да држи некаде 4 до 6 часа и таа пумпа да функционира, да Но даде... како живот е тоа? Животот е интересен. Quality of life. Quality of life. Значи, еден кој што не може да стигне до тоалет без страхотен напор и мисли дека нема да се врати од таму, може со помош на оваков гаджет да доби уште неколку литра на минута помош од едно мало моторче. Не е тоа толку едноставно, велам како Тоа што... се достава на Може- самото срце? Тоа се да. Може толку да му се поправи quality of life, што нема да сака да оди на трансплант и да има срце. Навистина? Да. Идејата беше овие овие машинчиња да бидат мост до трансплант. Нели, пациенти со слабост на срце, лево срце во главном, кој што пумпа минимално нешто да го држува во живот, ама не може да функционира, што значи квалитет, quality of life никаков, не може да отиде нигде, врзан е да во својата средина, домашна. Со овакво машинче станува човек кој што може да оди, да шетне, да излезе, а сега дали ќе има кабел до уклучен до зидот, или ќе земе батерии, battery pack, не е важно. Почнаа така пациентите, Америка се разбира, и полека, после една година, му најдоа срце. Но вика, што ќе ме срце, овака ви е многу добро. И веќе има многу искуство, се повеќе искуство со пациенти кои што живеат со овие devices по неколку години. И то Што се случува кога се тушираш краток спој слично? ништо. Ама се Батеријата отжулкава. го се е направено како треба. Така предпоставам дека е мислено за све. Тоа исто така една од многу практични работи. Јас се предложив на некој така висок форум, да го наречеме. Дека Кај нас да почне да се применува? Да, Добро. да. И? Тоа е скапо нешто. Многу скапо, меѓутоа е Life saving. life saving, е хумано, е символично за едно Кажете друштво ми- кое што сака да им помогне, да им Кажете даде ми, нешто. како е оној постоперативен третман, бидејќи не ги пакувате вие пациентите ко сардини, па сега кој се опорави, ајде благодарам и така натаму, малку поинаков пристап имате и пред, и за време, и после тој постоперативен и пациентите прилично брзо ја напуштаат систина. Зошто е тоа така? Прилично брзо, па нити не. Денес во медицина има, да кажем, некој стандарден темпо на постоперативно опоравување кое што би траело околу една седмица. И постои начин кој што се вика fast tracking, значи брза продукција, да кажеме, со тоа што и анестезијата треба да стане fast tracking анестезија и оперативниот захват да биде лесен, едноставен и така натаму, за да целиот овој пакет биде 4-5 дена. Јас мислам дека не е Македонија изградена за fast tracking на пациенти. Мислам, на пациенти им треба повеќе време.
На пациентите им треба повеќе грижа. Ние сакаме да знаеме каде пациентите се враќаат, каде одат, кои искачаат од нашето оделение, кои искачаат во слободен свет. Не се они способни за се. Некои да, некои не. Зависи за што станува збор. Меѓутоа опорувувањето околу една седмица, да кажеме. И јас лично не сум за fast tracking. Мислам дека не е зрела ситуацијата овде за тоа. Нали? Бидејќи треба family physician или кој што ќе се грижи за пациентот, ќе го види, ќе не контактира ако треба, ќе ни го врати, ќе му го вратиме и така натаму, и така натаму. Не може пациент така да се пушти да отиде некаде. Кога уште не е Кажете ми, како се случува да дојде до вакви тешки заболувања? Ги имало гледачите стигнаа некои интересни прашања, кои не се само од кардиохирургија, туку и од кардиологија. Малку го мешаат тоа, па јас извинувам. Тоа онлайн се случува сега? Да, прашања се претежно до кардиолошки прашања, но мислам дека сте вие доволно стручен, барем да ги посочите и да ги пратиме. Па од мене има страф, нели? Па сакат кардиолог, тој понижен, веројатно. Вака, она што сакав да ве прашам и што ми побегна сега мислата, па додека го зборам ова да ми се врати. Тоа е, што е суштината, како се доаѓа до ваква голема детериорација на срце, на делови на заболување? Дали е тоа игнорирање на... Бидејќи, велат, срцето не боли, ама затоа симптоми има мал милион. Луѓето ги игнорираат ли генерално симптомите, немаат ли навика за редовно здравствено прегледи, контроли и така натаму и така натаму. Тука збораме еве сега пред се доаѓаме до превенцијата. Што се вашите сознанија? Па од се по нешто е точно овде. Нели? Има неколку момента. Прво да се коригираме, нели? Не е точно дека срцето не боли, срцето да боли. Мозокот не боли. Ама ако веќе срцето да боли, меѓутоа кај пациенти со доставно кај луѓе, да не ги категоризираме сите како пациенти, нели? Со диабетес, со шеќерна болест, колку што е таа потешка, толку прагот за болката е различен. И таа група не осеќаат болки. Тие знаат да направат или осеќаат многу малку, неадекватно на тоа што се навистина се случува. И тие се таа посебна група, да кажеме, кои што знаат да направат тивки, silent MI, silent infarction, тивки инфаркти, да не знаат воопшто дека прават инфаркциња. Еден ден кога нема да може да дишат повеќе, ќе имат слабост на лево срце и конечно ќе дојдат до некој кардиолог, кој ќе ги види, ќе види дека пумпната моќ на срцето е намалена на половина или на помалку. Кои симптоми не смеат да бидат пренебегнати и да се јават кај кардиолог? Бидејќи пациентите не идат кај вас. Пациентите ги препраќаат лекарите, кардиолозите, кои утврдуваат дека состојбата. Вие веќе... Кај мене доаѓаат готови веќе. Готови веќе, подготвени. Со спремена документација некоја, на која што не секогаш, ама во главном да. Што е она што се клучните симптоми кои би требало да ги упатат итно, да дојдат уште утре, уште вечерва? Бидејќи знам дека работите 24 сати. Голема тема. Нема крај кои симптоми. Меѓутоа, било што го осеќаат овде. Во градите? Во градите. Дали е болка, дали е притисок, дали тежното дишање. Треба да се расчисти од каде. Дали се бели дробови, дали е градниот кош, дали е срце. Болките овде дали е стомак или е десна коронарна и така натаму. Болките во рака, лева, десна, плешка. Не мора да е како по филмови, меѓутоа да е така. Ненадени болки овде. Остри. Кои што мигрираат, се шетат, остри, како нож, кои што одат према вратот, одат према плешките, нели? Бидејќи ние сме, да кажеме, кардиохирургија, последна инстанца која доаѓаат овакви пациенти со пукната орта, кои ги прашуваме анамнеза како, па тука почне, па после тука, па после позади. Значи,
Како што пише у книгите, точно така. Нас не е лесно, бидејќи сме последни последна карика во системот на лечење на овие ситуации. Тоа не е полесно да најдеме таа анамнеза, меѓутоа да. Ама тоа не е превенција. Ова е диагностика. Трчање кај лекар кога нешто се случува и не знаеме што и сакаме да видиме. Бели дробови, срце, граден кош или нешто трето. Еве да ве прашам конкретно. Рековте дека правите бајпасови, дека се случува нели распад на листови, па се третира со антибиотици, па делови од аорта се оштетуваат и така натаму. Дали кога еднаш тоа ќе се случи, нема назад враќање? Дали ако дотогаш пациентот водел лош начин на живот, има шанси ако радикално го промени животот, значи исхраната, физичка активност и сето тоа, организмот да направи да се обнови, рекавари да направи на тие делови. Се разбира. Постои надеж? Се разбира дека постои надеж. Па зошто живееме тогаш? Нели? Зборам дали таквите оштетувања знаат да бидат едноставно катастрофални. Дали оштетувањата може да се многу големи, меѓутоа многу сериозни, меѓутоа не мора тоа да значи. Залисток кој што пропушта, да кажеме, типична една ситуација, аортниот залисток, кога тој пропушта, левото срце волуменско е оптеретено. Од почеток малку и со време се повеќе и повеќе. Кога ќе дојде до една димензија, пациентот не осеќа ништо, си функционира доста нормално. Еден ден ќе примети дека всушност некој од работите кои што ги врши секојдневно не може да ги врши. Не може да функционира баш нај. Ќе отиде кај лекар, ќе се разбере што и како и ќе каже имаш тука малку ти пропушта. Треба лек, не треба некој лек, може нешто со лекој да се помогне и така натаму. Меѓутоа баш кога болест која што кажувам, нели, слабост или пропуштање на аортниот залисток, кога се појавуваат симптомите, срцето е веќе доста расширено и оштетено. И функцијата и не му е добра. Таа е намалена скоро половина од тоа што би требало да биде. И кога кардиолог ќе стави еко и ќе види операција. Овој сега, па да, така, 300 милитра, да кажа, повеќе. Страшно. И сега пациент уште не разбира кај се наоѓа и ајде на хирургија или не на хирургија. Па и лекарот ако се плаши малку, па кај ќе оди сега да се оперира? Па нема добро срцето, па ќе умре со ако влезе со лошо срце, како може да издржи една таква операција? Нема да издржи. И почна заедно да се плашат и лекарот и пациентот. И тоа е тоа. Кога ќе дојде пациентот кај нас, водиме разговор. Да. И така додовме до темата doctor-patient. Зошто е тоа важно? Луѓето се незадоволни, луѓето бараат, луѓето не се сомневаат во лекарите. Луѓето веруваат во нивната стручност, но они не се задоволни секогаш од начината. Мислам дека иако тоа медицински не е докажано, но докажано е дека тој човечки однос, дека пристапот, дека тие разговори, дека тој личен однос што се создава ужасно многу добро може да помогне во целата ситуација. Многу пати сте го докажано е тоа. Повелете. Ова е докажано. Еве ние направивме едно тестирање на времето не на лекарско ниво на сестри. Многу просто. Пациенти кои што доаѓаат кај нас за Израел зборувам, доаѓаат преку амбуланти по сите системи да ги приеме за операции. Поминат некоја операција на отворено срце, не е важно која, и пациенти кои што лежат по разни интерни оделења низ голема болница, не доаѓаат кај нас на оделење и не поминуваат припрема за операција, типична која што иначе пациентите ја поминуваат. Што е таа припрема? Таа припрема е разговор со лекар, кој што ќе оперира и не мора да е оператор баш. Едено, ама пациентите секој сакат да го видат His Majesty, кој ќе оперира, операторот. Сака да го запознат. Да го видам во очи тој што ќе ми го гледа срцето. Да, па да го скенират. Дали? И што мислам дека е многу важно. Зошто е многу важно?
Сега ќе ви обяснам. И овие пациенти кои што доаѓаат од интерни одделенја, кои што не поемат нити сестринска припрема, која што е многу едноставна, ќе влезеш во операционна сала, ќе бидеш избричен, депилиран, ќе бидеш ова, ќе бидеш она, ќе се пробудиш во интензивна нега, нема да можеш да зборуваш, ќе имаш цевчо и така натаму и така, значи го припремат на ситуација како еден тренинг. Да знаеш што го чека. Знае точно што го да чека. него стресот да се намали. Овие пациенти поминуваат по разни параметри многу подобро од овие кои што доаѓаат интерно и нема време и нема начин како да се направи тоа. Направивме брошури, им ги дававме на тие од интерно да ги смеат пациентите, не, тоа не функционира. Требаше наша сестра да праќаме таму и така натаму. Значи, мереа параметри разни и подолги хоспитализации, повеќе компликации, има повеќе крварења, мислам, ненормални работи. Зошто? А сте немаше разговор. А каква е состојбата во Систина? Како се третира? Дали Каква е состојбата во Македонија? Поинтересно прашање. не би разговарал, тоа мене сепак ме интересира еве кај вас. Во Систина е овака. Доаѓаат пациенти и ми викаат, што ќе кажеш така? Ама јас сакам да разговарам. Не знам, ти знаеш. Јас знам, ама сакам ти да знаеш. Добро. Како бре, добро? Нели станува збор за... Од тука откривам дека има интересна архитектура некоја на мозокот. Пациентите не си ги знаат правата, не си ги знаат. Не знаат дека може да прашат што сакаат, дека треба да добијат одговор за се. Тоа најтипично стана некај пациенти со коронарни бајпаси, него кај пациенти со валвуларни болести се имплантира залисток. Па нели, сега, може би тука... тоа е од стравот, подобро да не знам, за да не се плашам. Вие велите подобро да се соочи со сите детали? Имаше во Австралија едно такво животниче, нели, со главата у песок ја става и чека да помине олуја. Не е така, напротив. Точно знаеки дека спремен пациент, трениран пациент практички, го тренираш for action, неговиот ток ќе биде flawless, ќе тече убаво, ќе помине се како треба. Така е обично. Сакате да и ми кажете... Тоа му дава и на пациентот една сигурност, му дава еден позитивен однос, позитивен attitude. Меѓутоа, пациентот треба да ви... Јас сега гледам дека пациентите некако не ќе многу да знаат. Сега некој полека ќе се раскрви, ќе се осмери, ќе почне да прашува прашање. И ја го чекам само тој момент. Сега ќе ти нацртам што ќе ти направиме. Ќе ти кажам дека имаш choices, имаш избор. Може биолошки залисток, може механички, може поправка. Што би сакал? Што мислиш? За овој овака, за овака, за онака. Значи, почнеме да даваме некоја едукација. Тој момент беше... Да. И со тоа сакам да кажем една друга точка. Едно што менталноста на луѓето е дека баш не многу прашуваат и докторот знае така натаму. Не се слагам со тоа. Мислам дека докторот знае, и пациентот знае што сака и ако не знае, треба да научи и многу лесно се учи, и многу брзо. И пациентите учат. И има доста промена во последнава година. Ајде вака сега да го поставам, бидејќи веќе идеме на ментално, идеме во една малце и абстрактен момент кој медицината тешко може да го докаже. Но очигледно ова што го говорите вие дека подготвен пациент, кога е поспремен, тој спремен и ментално, но и подсвесно да се бори. Да. Предпоставувам сте виделе пациенти кои имале тежок живот, ви дошле и едноставно ви умира, бидејќи нема лекар на кој не му умрел пациент. Едноставно не се избори. Не се изборил. Да, има таков момент. Има таков момент. Да, сакаме да го спречиме тоа целата. Апсолутно, тоа. Да. Едноставно губи волја за живот, не сака, веќе му е смачено се, не е претходно подготвен, не знае дека може да му се обнови животот во добра насока. Многу важно. Едукација на пациенти е многу важна работа. Имам брошури спремени да читаат, да научат што е бајпас. И помагате ли вие така, ги насочувате ли пациентите? Па тоа сакам да кажем, откривајќи оваа менталност,
Дали сте... Ме даде уште Знаете што повеќе ве прашам? посрек да се бавам со таа Дали сте точка. вие арогантниот, недопирлив, кој Не. пациентите само ќе го видат пред Не, ова, тама ќе те работа. средам, нема гајле и толку. Дали комуницираат они со вас? Еве Дали ќе ви ги имаат прашаме на пациентиве располагање? по ова, веднаш на Facebook. Ја ќе ви прочитам и што пишуваат. Јас сум за сигурен. вас. Да. Не, напротив. Напротив, и тоа мене многу ме изненади од почеток, кога јас седнувам и многу сериозно. И викам сега, извинете господе, сега гледа овака. Ситуацијата е тоа и сакаш залисток таков, ти си на тие години, ова е добро, ова не е добро, бла, 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 бла. И овој, не знае кај да избега од мене. Викам, што му е ово? Не е навикнат на Не е таков навикнат. И тоа многу ме изненади. Меѓутоа, пак се враќам на оваа точка, зошто? Бидејќи индивидуализиран третман, personalized treatment, е точно тоа што во денешно време се прави и тоа точно тоа што треба да се направи. Не се сите пациенти исти. Не се сите пациенти на исти години, исти и према некои си guidelines кои што се многу точни, многу базирани на податоци и така натаму. Не на секој треба да му се понуди истата операција. Не е процедура X оптимална за Петко, а за Трајко, не знам што. Не е тоа така. Затоа треба да се скрои и затоа треба тој разговор. Треба да се разбере кој е тој пациент. Може ли да прима некој лек кој што е незгоден за контрола? Или не може? Бидејќи ако не може, ќе му се закочи за листокот и тој ќе умре најверојатно. И нема ли да знаат зошто умре. Ќе каже, тој овој го оперира таму, кој знае што му направиле. Не е тоа така. Значи, персонализиран, personalized treatment е всушност тоа што јас го правам. На пациентите не дека им давам шанса, јас барам од нив да бидат партнери во дискусија и на избор на Дали сами го правите процедура. или со дел од тимот, со анестезиологот, со кардиологот, со повеќе ваши... Па, углавном го правам сам, меѓутоа јас се трудам да ги инволвирам сите, нели? Како прво, мојот тим, значи најблискиот тим, знаат многу добро како мислам и како дишам и што најверојатно ќе биде понудата во одредена ситуација, во одредена комбинација за одреден пациент. Дали знаете дека денес во така поразвиен свет се прават генетски испитувања врз основа на кој може да се каже како кој пациент ќе реагира на лек тој или овој или оној. Да се да се индивидуализира дозата. Так. Сега тоа го немаме. Во кардиохирургија баш и не е тоа толку важно, меѓутоа имаме нешто друго. Имаме хуман пристап, објаснуваме, го учиме пациентот и ќе се случи да се јави после ден-два, нели, ќе преспи убаво и ќе каже, доктор, знаеш што, мислев јас, море сакам механички залисток. Зошто? Можам јас да се справам со ова, можам тоа, можам. Значи, јас гледам дека едукативниот процес, не само на мојот тим, и на луѓето околу мене, и на пациентите е многу важно. Е многу важно. И тоа е тајна за задоволен пациент, за пациент кој што знае што сака. Одлично. Тоа е идеја. Ќе одиме со прашањата на гледачите кои ги поставија на Facebook. Има доста интересни прашања. Веднаш по паузата да се јавите на интензивно да прашате. Знам што ви е потребно. Точно. Телефонот веднаш го вадите. Одиме. Well, we will discuss about it. Океј, докторе, добро, разговорот не заврши тука, се подготвувавме, па некои подпрашања и малку се замолчавме и јас и докторот, добро. Еве што ни пристигнува од гледачите. Немаме прашања, само поздрав до докторот, може компјутерот мој. Поздрав до докторот и мило ние што имаме вакви луѓе кај нас. Почитувам, имам прашање до докторот. Дали има одредени препораки за здрав живот и здраво срце? Добро звучи кога ќе се чуе од врвот. Сите знаеме што треба и како треба, но еве, вас ве респектираат и ве перцепираат
во врвот за овие работи, па што можете да им препорачате? Дови страшна функција. Што ќе кажам закон? Не е мала работа. Препорака за здрав живот. Opinion maker. Opinion maker. Па сите знаеме што е препорака за здрав живот. Убаво јадење, многу зеленчуци, многу фајбер, јадење неколку пати дневно во мали порции и не преждеравање, така, обилни оброци. Зошто обилниот оброк може да биде штетен? Обилниот оброк не е добар, бидејќи прво дава едно големо оптеретување и после тоа следи многу часови без јадење и наместо да организмот, метаболизмот наш се функционира некако избалансирано, што се случува? Ние се научуваме да гладуваме. Што не е добро? Не. Бидејќи си ја чуваме енергијата, си ја претвараме во масти и разни други резерви, за да ни остане за лоши моменти. Нели тоа сите кои што работиме, сме малку workaholici, ако не си каснуваме по нешто наситно, влегуваме во еден статус во кој што не трошиме толку енергија, него влегуваме во saving energy, што не е добро. Деки така се дига тежина и така. Значи во суштина е се што ќе јадеме да го потрошиме. Да. И се структурата би требало да биде со помалку месо. Ова е интересно. Доктор Кедев, кога беше вашиот кардиолог доктор Кедев, кога беше овде, како гостин, кога се врати од освојувањето на Монт Еверест, они планинари, го прашав што јадевте? Вика, јадев се што им бранам на своите пациенти. Значи, вика, највисок, со најлош холестерол храна. Ама, вика, самиот напор, све согорува да не останува никакви лоши последици. Значи, во суштина е проблемот со обесити и со болестиве непотрошувањето на тие калории и масти. И лошо тренирање на... Обично навиките ни се лоши. Нели? Не доручкуваме се, баре бидејќи немаме време. Ручек како кој. Вечераме. И обилно вечераме. И после тоа алкална плима. Каква плима? Алкална плима, нели, ни се спие. Наместо да идеме да ја истрошиме енергијата. Закиселување на организмот, така? Не, обратно. 36 години рековме, нели? Да. Па тоа е. Нема избор. Меѓутоа, правилен начин. После треба екшен, треба малку спорт, треба малку нешто. Не треба ништо да се претера, да се претерува. Александар Божиновски ве поздравува, секоја чест, подарува живот и кога го снемува. Зоран Илиев вика, поздрав до гостинот, Македонија треба да е горда што има ваков способен кардиохирург. Те молам, прашај го, дали би сакал повеќе да знам причината за појава на аритмија на срце. Колку е тоа сериозно и дали и како се лечи? Ова е сепак за Па ова е за кардиолог. Да, но во секој случај треба да оди подитно чим има аритмија. Да. ЕКГ, холтер, да се види на 24 часа што прави, да запише што, кога правил, како, да се знае кои активности, кои фази во денот, да се простудира работата, дали е нешто што може да се контролира со лекови, дали има, што е причината, ако има причина воопшто, ако може да се дојде до нешто. Но не е страшно, не боли, нека иде да се консултира со кардиохирург. Максимум пейсмейкер. Голем поздрав до доктор Таџар, син на основоположникот на медицинскиот факултет во Македонија. Немаме време, инаку со задоволство би поразговарали за работата на вашиот татко, исклучителна личност. Секоја чест за докторот, поздрав до вас. На што се должи продолжено дишење и недостаток на воздух? Ова го рековте, чим има такви симптоми, тоа укажува на некаков проблем. Продолжено дишење. Не знам што значи продолжено дишење или недостаток на воздух. Продолжен експириум. Веројатно зима долго време додека осети дека ги испразнува белите дробови. Меѓутоа, или е белодробно нешто, chronic obstructive pulmonary disease, или е срце. Ке се направи еко на срце, ке се направи рентгенска слика, една спирометрија и ке се знае дали е ова, дали е она.
Без лекови у меѓувреме. Билјана Најдовска прашање за докторот, дали се вршат про боно операции? Про боно? Не знам што значи, докторе, мислев дека Дали се прават бесплатни операции, предпоставам, нели? не знам што значи про боно воопшто. Ние работиме со фондот, нели? Имаме договор и кардиохирушките и васкуларните операции. Така. Ги извршуваме со стандардните партиципации, веќе према законите на... Нешто повеќе околу стентовите. Колку може да се живее со стент? Која напиша на песна Forever Young? Forever Young, готово, све е јасно. Санде, Сане Коцев, нека е стентовите. мирен. Со стент може да се живее Многу долго. до крај на животот. Па, да кажеме. Еден Има ден нова кога ќе ни го генерација. најдат пепелот, ќе ни најдат едно мало метално Ќе остане цевче. стенчиња. Не, нема да биде така. Да. Со новите се biodegradable. Да, тоа е нова генерација која што тек ќе се покаже дали имаат иднина колку, би требале после 2 години да се изгубат. А овие се метал некој предпоставува. Не се метални. Нема ништо метално, тие се biodegradable, тие се распаѓаат. Не, овие сега што Сегашните се, да, се направени од нитинол, никел титаниум алој, кој што тоа е многу убав, многу специјален метал кој што има меморија. Колку кошта тоа така? Вредноста му е на таков метал? Па, зависи од кој е, како е, што е, ако од неколку сгусти да стотини. знаеме да го извадиме, мислам да. се шегувам. На која возраст треба да се затвори шум на срце на дете форамен овале? Дали е опасен во понатамошниот живот? Бите замолил да го постави, фала однапред. Форамен овале не е опасен, тоа е мало отворче, мало дупче, меѓу двете предкомори, меѓу лева и десна. Треба се прати на еко еднаш на толку и толку. Ако е малецко, еднаш годишно е доволно. Не треба да се затвори, не треба ништо да се направи, ако е мало. И може така цел живот да остане мало? Да. Дали тој треба да има некаков специфичен, смее ли да се занимава со спорт? Смее да се занимава со се. Со што Ако сака? тој форамен овале е голем, тогаш е нешто сосема друго. Нели? Ако е Не нешто е итно? интензивна, не, Добро. моја грешка. Добро. Ако е форамен овале голем и е значаен, има начин како да се испита, екографски е најлесно, има и други начини, ако е потребно. И тогаш може да се дискутира затварање, кој што може да биде перкутано со чадорче или оперативно. Тоше Најдовски има некоја мака која нема врска со вас и вашата стручност, но ќе го прочитам ова. Да ме интересува. Сопругата е во 9 месец машко, бебето има проблем со проширено лево бубреже од 9 мм, можеби не од сферата на кардио, но како една блага утеха, многу сме загрижени. Дали би можеле да препорачаме да се јават на клиника? Да, Добро. се направи ултрасаунд да се види што е. Што да се направи како го? Ултрасаунд. Ултразвук, така. Да. На мојот родител е направена операција на каротидата, што оди кон главата од левата страна, бидејќи имаше запушување 85%. Сакам да ми појасни докторот колку долго ќе трае отокот и за колку време треба да биде како што треба. Значи, рековалесценцијата колку ќе биде на едно вако... Подбројене значи има оток. Тој оток може да е само оток, ткивото да е малку едематозно, што се вели, но може да има и хематом, да има остатоци од крв или крварење некој кое што се надевам нема повеќе крварење, ако е тоа причината. Значи или хематом или едем. Ако е едем би требало за една седмица, 10 дена да се повлече. Ако е хематом, ќе трае многу повеќе, неколку седмици. Најубаво некој да го види. Душанка ве поздравува, голем поздрав до доктор Таџар, најдобро нешто во македонската кардиохирургија и медицина воопшто, прекрасен човек. Подолго време, Живко прашува, подолго време имам прескокнување во ритамот, сега почисто обично навечер кога одмарам, може и да ме разбуди ако сум заспал. Значи има аритмија. Аритмијата е показател дека нешто не е во ред. Кога е мирен и овака си во сон? лежи и гледа телевизија, интересни емисии, почнува да осеќа. Кога е активен преку ден, веројатно не осеќа, бидејќи Не го почувствува. Не го почувствува. И во сон, ако пробудува, треба да се направи холтер, да се види каква е аритмијата, еко на
срце се видат за листоците и што се случува. Исто така. Иако треба понатаму, има во Систина тим кардиолошки кои што се бават со аритмии. Извореден тим. Да, кои што можат многу лесно, многу брзо да разберат што е работата и да видиме има или нема лек. Која е причината за појава на пароксијална тахикардија? Пароксизмална тахикардија. Може да е mitral valve prolapse, може да е нешто со залистоците, може да е идиопатска персе, без причина. Итно прашање од Билјана Станиевски, мислам дека вие правевте ваков зафат, итно те молам прашај го замолувам доктора да ми одговори. Колкав е успехот за лечење на пациент со запушување на артерии на белите дробови, тромбовите се во мирување и дали може да се изведе некоја интервенција во ваков случај? Дали имавте вие нешто слично вакво? Да? Да, имаше скоро таква. Памтам и јас. Да. Тоа е многу интересна, многу така незгодна операција. Добро. И има пациенти кои што прават белодробни емболии, кои што доваѓаат од долните екстремитети, од пелвис, женски пациенти, да кажеме, има повеќе женски од машки, обично, на кои што им се запушуваат белодробните артерии, полека, но сигурно, и симптомите се слабост на десно срце и дишењето станува многу проблематично. Се изведува, може оперативно тоа да се третира, се прави ендартеректомија на белодробните артерии, ретка операција, најголемиот спец за тоа се наоѓа во Сан Диего, така некако World Center, меѓутоа ние правиме во Баден Систина. Вие лани првата јас трениран за тоа. Так. Меѓутоа таа операција е доста трики, не е лесна. Сложена. Да. Не е самата операција, има технички момент. Успешноста е така 70-80% би рекол. Па тоа е утешително, морам да признам. Вреди да се ризикува. Може да се направи таква операција. Третманот сем антикоагулација, значи разредување на крвта, некош е потребно силденафил. Како? Силденафил и на женски и на машки пациенти не е важно. Што е тоа? Виагра. Не знам што е тоа. Виагра. Не знам што е Виагра. Се шегува. Немам потреба. Добро? Никој нема потреба. Да, Сем тој кој што ја произведува Виаграта, се збори за Виаграта во суштина ги шири капиларите и протокот на крвта. Виаграта има ефект на пулмонарната циркулација на пулмонарните белодробни артерии мали гранки и нема некој друг по-паметен лек. Постои уште нешто кое што е скапо и поретко, Виаграта е така најадекватна. Ендартеректомија, Виагра, заедно. Но сепак не сами, туку во консултација со лекар. Of course. Апсолутно. Дали направени бајпас со 3 премостувања може да издржат само 5 години, а гаранцијата на кардиохирургот беше минимум 14 години? Кардиохирургот беше од Совија, доктор Цирков и така натаму. Значи, бајпас колку би требало да трае? Медицина е наука, ама непрецизна наука, на жалост. Гледаме. Бајпасите си имат една статистика која што ние цитираме сите кардиохирузи, која што е резултат на огромна маса на пациенти, на десетици илјади пациенти. Велиме овака, во првата година, кога станува збор за артериски бајпаси, е едно, кога станува збор за венски бајпаси, е друго. Артериските бајпаси, кои што се направени од артерија мамарија или артерија торасика интерна, артерии кои се наоѓаат во градниот кош, во зидот од лево и од десни, со тие две артерии може да се направат 2 или повеќе бајпаса. Имате една прогноза, што се однесува на long term, на долготрајност. Вените од нозе и радијалните артерии имаат друга прогноза. Радијалните може би нешто повеќе од вените, меѓутоа се појавија така нови информации дека нема разлика. Зборувам статистика, мета-анализис. Венските бајпаси се затвараат со темпо од 5 до 10% од првата година и понатаму продолжуваат со темпо од 5% годишно. Што значи за 10 години? Половина од венските бајпаси ќе бидат нефункционални. Да не кажеме затворени, не звучи елегантно. Ќе бидат нефункционални. Значи, од интерна мамари
артерија мамарија, кој што се става обично на најважната од артериите на срцето, кој што може да има тежина и некаде 50% од целата мрежа. Ние тоа го викаме степен на отвореност, patency rate. Не го преведувам баш добро, ама значи дека мамаријата има шанси да биде отворена над 90% после 10 години. Ако е таа отворена и функционира, значи пациентот ќе биде или оперираниот и вените да му се затворат, со таа мамарија ќе има добри шанси прво да биде жив, се разбира, и второ да може и да функционира доста добро. Колкав тим имате, господине Таџар? Ме интересира. Па сега ние сме 4-5 хирурзи во разни фази на развој, 4 анестезиолози, 20 на сестри, и уште помошен парамедик тим и перфузионисти. А во Систина колку имате кардиолози? Кардиолози, да, сега кардиолошкиот тим кој што така убаво и хармонично работиме, тие се 11-12, мислам, кардиолози. Секогаш има слободен кардиолог, и секогаш има слободен хирург, и секогаш има некој слободен да отиде, да види, да донесе, да направи нешто, да дигне телефон и така натаму. Така да... Кажете ми, колку операции дневно вршите? Па како кога? Некојаш повеќе, некојаш помалце. Што е тоа повеќе, што е тоа помалце? Па повеќе 3-4, помалку е 1-2. Не секој ден имаме ова. Последно време така имаме доста добро по 3 дневно. Од сите видови така мешана патологија што се вели. Многу валвуларни, помалку коронарни и така доста реконструктивни зафати. Здраво, Јанко, би сакале да му се заблагодариме на господин Таџар, кој токму денес ја оперираше баба ми, кој бил успешно и покрај комплицираната ситуација на проширено срце, има 72 години и покрај тешката ситуација ја врати во нормала. Ве молам јавно за благодарете му се на гостинот во името на целата наша фамилија Наставски. Благодариме многу и до тебе, Јанко, за емисија. 72 годишни и ја враќате, што им давате 20-30 години, им давате екстра живот, браво. Им даваме што им даваме, им даваме тоа што им следи. Нели? Ние не се бориме против природата, ние се бориме за природата. Браво, добро кажано. Голем поздрав до доктор Таџар. Благодарение на него татко ми има втор живот, секоја чест за докторот. Голем поздрав, преголема благодарност до доктор Таџар. Би сакам да прашам колку е важно пациент после интервенција на валвулите редовно да ги зема препишаните лекови. Страшно важно. Страшно важно. Да. Валвуларен пациент еднаш залисток, секогаш залисток. Што? Нема играње. Бриликот година дена минимум. Што и да е. Не знам која е терапијата, ама да кажеме дека е разредување на крвта, антикоагулација, мора да се Затоа го спомнав бриликот. мора да се следи, мора да биде Поцкање со прецизно. пчела. Вчера разговаравме, имавте со тема. Да, па пчелиниот отров во суштина се користи како лек. И во Израел имам најдено на интернет, најдов дека ги користат, например, за разредување на крвта, за тромбои, за запушување на вени во нозете и така натаму, а верувам дека помага и за целиот организам. Ова е како некоја алтернативна медицина на некој начин. Може би става. Алтернативи на пациенти со залистоци не би им препорачал. Да, апсолутно. Најдобрата алтернатива им е да дојдат кај нас да видиме за што станува збор. Доволно сте авангардни. Залистокот треба да се провери на еко, да се види што е, како е. Лековите треба да се под контрола и така натаму. Сонја Толова ве поздравува. Поздрав до доктор Салес, пациентка сум негова од пред 5 месеци, ме оперираше, имам вродена мана која ми беше откриена дури сега на 34 години. Артијален септален дефект тип секундум со значаен или знасаен, не знам, лево-десен сант, операцијата беше затварање на АСД со перикарден, ништо не разбрав. Многу лесно. Добро. Дупка во меѓу предкоморите. Само да прочитам низиното, ве молам вие ќе кажете. Благодарам спасителу мој, поздрав Сонја Толова од Ковадарци.
Што? Не знам за овие латинизми, медицински фрази, не можам да ги разберам, нели, за што се работи. Латинизми нема веќе, нели? Англискиот јазик... Англиканизми. Англиканизми. Pardon my French. Отиде латинскиот од номенклатура. Го нема нигде. Меѓутоа, да, отворме ги пред коморите, кое што интересно што има такви пациенти во Македонија, и не малку, со adult congenitals. Многу интересна група, каде што тоа што кој што го учи од книги нема прилика да го види, кога се сретнува таков пациент, тек се гледа што вродената срцева мана, каква и да е, што знае да направи после 30-тина, 40-тина, 50-тина години возраст. Имам едно прашање, ме шокира податоците кои ги испрати Бобан Наумовски. Вели, професионално се занимавав со бодибилдинг до 2010 со тешки тренинзи и кардиовежби секој ден. По 6-месечна пауза на 21 година имав посериозен проблем. Тахиаритмија абсолют со моментален пулс во мирување на 290 во минута. Редовно правам ехо, стрес тест и холтер веќе 2 години сум добар. Сакам да прашам, дали можам повторно сериозно да се занимавам со бодибилдинг? Те молам, поставиме го прашањето. Ја мислам дека он се доведе од оваа ситуација со оние додатоци во исхраната кои го знаат да го оптеретат срцето и да го зголемат. Последните 2 години не разбрахме. Направил пауза, предпоставам. Да. 2 години е добар, значи редовно башат пациентите повично, нели? Аритмиите знаат да бидат страшни. Почне и тоа и не знаеш сега што сега. Добро. Веројатно... Знам еден пријател кој на пример добивал страшни аритми и завршил. Не. Може и го знаете, сигурно го знаете. Добивал страшни аритми од киселини во желудникот. А да не знае дека е тоа, да мисли дека се случува нешто страшно со неговото срце. Лоша храна, лошо варење и едноставно еден антацид да му смири тахикардија од 160-170 во нормала на 70. Именно... Ова што го велите, оптеретувањето, самите го опишавте. Мали оброци, чести оброци. Да. Мали, чести, паметни, не тешки, со убав холестерол ако веќе. Бобан Наумовски подобро да се консултира, нека дојде на клиника. Треба да се види што е. Предпоставам дека направил пауза од двогодишна бодибилдингот. пауза. Зар може двогодишна пауза? Бодибилдери се имаат силна фиксација на... Навлекуваат на тоа, да. Меѓутоа, можда направил пауза долга. И сега може да промени режим на исхрана, вежби и така натаму. И сега, кога се осеќа добро, пак сака да се врати во... Не знам. Господине Таџер, пристигна голем број на прашања. Ја ќе ве замолам, бидејќи не можеме да одговориме на сите, ја ќе ве замолам нека ги разгледат моите прашањата од гледачите се јавно поставени на мојот профил, кој е скоро 25.000 директни фанови, а дневно го посетуваат 80.000 посетители, што не е занемарлива бројка. И мислам дека би можеле вие и вашиот тим која ќе да им посоветувате, да ги упатите, дали на кардиолог, дали на одреден лекар и така натаму, имате доволно опременост за да ги усмерите каде и да ги смирите. Има доста вознемирени пациенти кои од овој разговор се охрабриле и да проговорат на темата. Секојаш едно исто прашање, многу тешко доаѓам до вас. Систина, телефон, сега имаме и кол-центар и така натаму. Многу лесно се доаѓа до нас, многу лесно се доаѓа во Систина. Зборам кога се прави тој првичен преглед и вие не го правите тој првичен преглед. Се оди на кардиолог, системот те доаѓаш таму, те прегледува лекар и те упатува на одреден кардиолог кој после утврдува што треба и како понатаму. Работата за кардиолог, кој што сака кардиохирург, јас немам толку време, меѓутоа имам луѓе кои што да имаат повеќе време од мене. Моите луѓе, најблискиот им. И ако е кардиохирушка работа, за листоци и така натаму, се доаѓа кај нас да видиме што е работата. Го праќаме на еко кај нашите кардиолози колеги, ќе направат тоа што треба.
Ке ги собереме 1 и 1 е 2, обично, и тоа е тоа. Многу лесно. Господине Таџер, секогаш е задоволство да се разговара со вас. Ја се надевам во следната прилика дека ќе имаме разговори за некои пошироки теми, затоа што вие сте човек, не сте само кардиохирург, вие сте и човек со своји интереси и занимања и кои вака мене ми се згодни и интересни во јавноста, но во наредна прилика. Ја ви благодарам што вечерва бевте фокусирани, како да сте на операционен стол, со многу прецизни одговори и што им влевате надеж на пациентите и на гледачите. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Се гледаме утре вечер. Лека ноќ и пријатно.